Дозволете ми во оваа убава прилика да упатам благодарност до Македонската алијанса за европска интеграција за поканата и за можноста овде во Корча, во Албанија, да ви се обратам, што за мене представува огромна чест и задоволство. Посебна гордост за сите нас е што токму овој конгрес, четврти поред, е показател дека Македонската алијанса за европска интеграција, создадена во 2005 година во Тирана, како прва и единствена македонска партија во Албанија, што ќе се грижи за положбата и правата на сите македонци во оваа држава, без разлика на вера, култура, социоекономски статус, создава традиција на активно политичко делување, при тоа ширејќи го духот на пријателството и зближувањето помеѓу Македонија и Албанија. Уште повеќе што Македонската алијанса за европска интеграција се изродила како производ на соработка на представници на бројни македонски здруженија кои активно работат во Албанија, како што се заедницата на македонците во Албанија, политичкото друштво Мир од Тирана, друштвото Преспод Пустец, Македонското егејско друштво Мед од Врбник, друштвото Гора од Кукс, при што е востановена и основната цел на оваа партија, а тоа е зачувувањето на правата, социјалните, политичките, етнокултурните интереси на сите државјани на Албанија кои по национално се македонци, кои се идентификуваат преку мајчиниот македонски јазик, преку обичаите и традициите наследени и зачувани со векови. Уште поголемо е значењето на Македонската алијанса за европска интеграција, имајќи предвид дека таа е негува и соработката меѓу заедниците кои живеат во Република Албанија преку почитување на нивните етнички, јазични и културни права, паралелно грижејќи се за зачувување на најбитните белези на македонците во Албанија, а тоа без сомнение се националната припадност, културата, обичаите, традицијата, јазикот, фолклорот и други. На тој начин вие активно придонесувате за континуираното подигање на свесноста за посебниот македонски идентитет, позиција изградена низ децении, заеднички соживот, добрососедство исполнето со лојалност, меѓусебна почит, добронамерност, солидарност и уважување како реален и респектибилен доказ како треба да се гради и развива граѓанско општество. Грижата кон минатото представува градбен, темелен дел на сегашноста. Затоа е неопходно безрезервно да се поддржи и негува богатата културна ризница на овие простори, често пати испреплетена, но изградена врз основа на фолклорните и обичајните традиции, пренесувани низ времињата и зачувани до ден денешен, за што искрено од душа ви благодарим. Република Северна Македонија и незините институции од своето осамостојување до денеска постојано ја демонстрираат својата решителност и действување како држава, во континуитет да ги чува и да ги негува различностите, шареноликоста на културно-историските наследства, како неоспорен фундамент што го гради заедништвото, што билатерално и регионално уште повеќе зближува, што не покажува пред светот како отворени и пред се толерантни. Оттука е нашата безрезервна поддршка кон сите вас, затоа што континуирано предонесувате во негување на таа шареноликост, а што уште поважно во градењето на заедништвото кое влечејќи корени од минатото, се појасно е зацврстува нашата заедничка европска иднина. Ние остануваме и понатаму отворени за што поактивна соработка со вас, изнаоѓање решенија за предизвиците со кои се соочувате, користејќи ги сите расположиви механизми, како што се нашите средби за време на моите посети на Албанија, заеднички седници на владите, кои представуваат можност за иницирање на решенија за проблемите на македонската заедница во Албанија, но и придобивките кои што ги овозможува иницијативата Отворен Балкан со понатамошна реализација на сите предвидени активности. На самиот крај сакам уште еднаш да упатам огромна благодарност за поканата за учеството на овој четврти конгрес. Посакувам успешна работа, плодна реализација на зацртаните политички активности. Останете и понатаму чувари на правата на сите македонци во Албанија
но и успешни презентери на културата, обичаите, традицијата, јазикот, фолклорот, сето она што ја представува сршта на посебниот македонски идентитет, на широчините на духовниот светоглед на нашите граѓани и предонесува за промовирање на пријателството и добрососедството помеѓу Македонија и Албанија. Благодарам.